Скопскиот градоначелник Петре Шилегов, овој пат гостин со мене во студиото на Репортер. Ама ние нема да зборуваме за политика, туку повеќе за приватниот живот. Господин градоначелник, добар ден и добре дојдовте во студиото на Репортер. Па, добар ден, фала на поканата и пошто днес сме службено, тогаш сум Петре. Така, Петре. Добро, да, морав да прашам. Да, тама работа. Добре дојде во студиото на Репортер и на почетокот кажав дека ова интервју нема да биде политичко, повеќе приватно, ама на почеток морам да те прашам, истекува првиот мандат, дали од септември ќе може да ти се обраќаме со градоначалниче Шилегов? Па еве сега ти го прејудицираш одговорот, пошто викаш истекува првиот, че ми истекува првиот, вториот е многу логичен. Да, дефинитивно, значи идам у изборната трка, јас очекувам дека со оглед на тоа што се сработи овие 3,5 години во градот, кога ќе компарирате што се правело претходно, и тоа како имам право, меѓутоа тоа право па и тие надржи ми ги даваат и анализите што ги правиме ние, а тоа е дека се скопјани сериозно задоволни од тоа како градот се води во изминативе 3,5 години. Дел од Скопјани што е нормално демократски. Дел днес што е повторно нормално демократски. Тоа значи дека ќе се кандидирате за... Да, и очекувам дека тие избори ќе бидат добиени повторно. Така. После 8 месеци конечно се разлабавија мерките во смисла најавени се веќе концерти, настани, музички случувања. Последен беше оној на Дино Мерлин и после тоа некако се затворивме сите во... Да, тоа беше најболи по мене и по многу луѓе најболи пречек на Нова година у Скопје. И тоа ми е една од работите кои што стварно сакам, зашто секој сме го размислиле Скопје поинаков контекст, ова прв пат го ставивме во сосема поинаков контекст и Скопје од некој, не знам, главен град на земја на Балканот, стана регионален туристички центар. Некогаш кога ги слушам или ги гледам кога викаат волку коштал Дино, толку коштал Дино, волку коштала Нова година, толку коштала Нова година, јас само кажам една работа. За прв пат во Скопје за Нова година немаше слободна хотелска соба и немаше станови на луѓето што изнемуваат слободни. Имаше околу 30.000 луѓе надвор од државата, како туристи у градот. Ако беше во просек 50 евра спиење, а беше повеќе, да не се лажеме, по една ноќ да спиеле тие 30.000 луѓе, тоа ви доаѓа цирка 30.000 по 50 евра, 1,5 милиони евра приход во локалната економија само за спање. А каде е трошокот по кафани и слично? И онака како што јас ја замишлям мојата функција, токму тоа е работа на градоначалникот. Значи си ја помогнал локалната економија. Ја не очекувам, многу е логично дека тие луѓе спиеле по две ноќи, значи 60.000 ноќевања, по 50 евра, преку 3 милиона директно за спање, кај се ресторани, кај се кафичи, кај се, не знам, шопинзи што се случиле у градот и мислам дека тоа брашки добро ја завршивме таа работа. За жал не се деси пандемијата после. Се деси пандемијата и сега моето прашање е да не си изгубам математика, ќе преминам на музиката. Кој е следниот музичар кој што сакате да го несете или веќе имате план да го донесете, кога ќе може веќе да се собереме малку повеќе на плоштад? Искрено не сум фокусиран. Задниве година и пол сме сите некако цивилизацијски шок и се уште не сме излезени од таа, да речам, од тој шок, не сме излезени до крајот пандемијата. Највише што сакаме барем месаме да успееме на цивилизацијско, автоматски и на државно ниво да кажеме победа на ковидот. Тоа ќе размишljаме. Кој би пеел? Мислам дека толку многу ни фали тој тип на живот што било кој да дојде ќе биде убава забава. Али дефинитивно мислам дека треба да ги дигаме критериумите за културниот живот у Скопје. Добро, кога сме ке забавите на Скопјани кај музиката, какви забави вие сакате и каква музика слушате? Познат сте по тоа дека слушате добра музика? Добра, јас сум дете на 80-тите. Е, така. 80-тите се музика што се уште сите ја слушаат. Ја не знам, моите деца окей, си ги слушаат оваа современа музика, меѓутоа дефинитивно поише трзаат на хитовите од 80-тите. Малце порокерски тип сум дефинитивно. Дефинитивно што не сакам и не слушаме турбофолк. Тоа мислам секогаш испод радар, да не кажам под земја кога е мојот вкус упрашање. Да, си сакам и добра поп музика, си сакам и добра народна музика, не велам сега лошо сватен, ама некако рок-н-ролот ми е приказка која што ми е така баш онака ми лежи. Некои блузови, некои џезови, такви работи. Дали рок-н-рол приказката која што велите дека ви лежи ве натирала на времето да имате долга коса кога сте биле
сте биле помлад? Кога бев ја средно, отидов со долга коса. У школа, му тоа време беше 80-тите. Така, Дали претпоставам носевме проблем. кецели, кога ме тераа да носам кецела, ја облеков работнички мантил. Аха. Пак нешто зина. Да, да видиш некако по ексцентрично, па тие ограничувања во принцип секогаш ми сметале. Не знам, ја и у политика влегов ради ограничувањата што ги имавме у секојдневието там, некако дека забораваме како беше 2013, 2014, со какво лудило живеевме. Па после кога ме натера да ја шишам косата, имав панкерска фризура. Аха, кој ве натера? Дома ве натера или на професорите? Имаше проблеми у школа, класна, директор. Во која школа завршивте? Борис Кидрич заврши. Економско, така. Средно, правно. Правниот смер, така? И што се случи во школа кога дојдете со долга коса? Тио со долга коса, ќе ми исклучува школа, мора да се шишам и си шишав панкерски, што да правам. Така беше тогаш. Како реагираа вашите родители на таа ваша бунтовност? Па добро, сега, они ми се родители, они живееле со мене цел мој живот и мојата бунтовност е од дете, да речам. И тој, да речам, можеби за сега, од сегашна перспектива не објаснива некоја работа што се дешаваше, али ти да му раскажеш на човек, не знам, дека си трчал у југото на ГТЦ, затоа што искачала, не знам, си нова плоча, па ја купуваш плочата, па дека се враќаш со автобус дома ги читаш текстовите, пошто плочите се една многу убава сликовница. И тоа е можеби необјаснимо, ти сега е се на клик, се е на прст. Дури мислам понекад дека затоа што сега е се толку многу лесно достапно, де факто и не го цениме. Јас се сеќам, не знам, јас сум голем фан на Азра, на Џони Штулич, нарочито на првиот негов период до кај 83-4 некаде, а Џони издаваше плочи на 4 на 5 месеци, Азра, и тие сите се уште, и тоа како ми се драгоцено богатство дома, кој имам слободно време си го слушам. Џони беше еден од најреволуционерните андерграунд музичари у Југославија и текстовите кои што ги имаше, он критиката што упатуваше на општеството. Така, рецимо ја поише сакам Катерина Друга, него е Катерина Велик. Катерина Друга е фактички оригиналната група на Милани компанија, да речам. Сум дете на пакет аранжман, на тој тип на, не знам, Шарло Акробата. Има една добра анегдота со која од дисциплина кичме, која Шарло Акробата има една плоча после овој БД што беше бумјорот има умрено од сида, прв музичар во Југославија што умре од сида. И цела плоча таа е што е антологиска, а дел од песните се у пакет аранжман плочата. Вика, чиви се единствена плоча во Југославија што беше подпишана музика и текст Шарло Акробата. И го прашуваат кој од дисциплина кичме, као кој е автор на текстовите, па вика знае се. Како се знае, па вика кратките се мои, долгите се на Милан. Тоа е, да речам, некакви си куриозитети, да кажам, со кои што кај мене оставале значење впечаток и веројатно го формирале и тој бунтовнички од една страна, ама од друга страна и дух на правичност, кој што сега веќе сум, како викаат, средовечен господин. Добри сме, уште млади. Ама Сандра 52 години. Па добро. Океј, тоа е средовечен. Средовечен, дефинитивно. Можда ја немам таква енергија, меѓутоа годините се тие, небитно е са тоа. И пак велам, тоа формирање со такви типнови на вредности ме направи да бидам бунтовен од една страна, ама правичен во принцип цел живот. И да се борам и залагам за правдата, иако е тоа многу тешко. Тоа сакав сега да те прашам колку таа бунтовност скапо те чинела во некои ситуации, затоа што бунтовноста и искреноста во принцип луѓето скапо знае некогаш да ги чини. Па не знам, имав супер кариера адвокатска. Тоа се уште функционира, бидејќи политиката е епизода од животот што ќе помине и мораш да се вратиш после некаде. Имам добра кариера политичка, баш од тие карактеристики што ги имам. Не знам, завршив редовна школа, завршив редовен факултет, си го фатив занајата, си го терам. Научив со тек на време да ги двоиш интимниот дел од животот со јавниот дел од животот. И често знам да си се смеам на работи што ги читам за себе. Многу работи дознав. Што дознав? Многу работи дознав, да, за себе, што немаат врска со вистината. Добро, меѓутоа за жал у Македонија единствен шоу бизнис изгледа дека е политиката и политичарите. И дека ние сме у фокусот, за мој вкус и претерано. Мислам дека многу повише внимание би било многу подобро да обраќаме внимание, не знам, на културата, на спортистите, повеќе отколку нам политичарите.
Меѓутоа луѓето секогаш ги интересира на другата страна, не само на политичарите, него општо на јавните личности. И еви ти гледам све почесто ги користиш социјалните мрежи кога се појави Facebook, велам сите политичари станаа некако заразени од Facebook, па знаеш да објавише некоја селфи, фотографија. Како реагираш на лошите коментари кои што ги оставаат под фотографијата? Некој што прави твоја фотографија, некој што семејството, Па се до културата и воспитувањето на тој што коментира. И сега ја, ако некој воспитал некого кога бил мал, што е пристојно, што е непристојно да се прави, да се зборува во животот, особено во јавниот сегмент, ја не можам да го воспитам. Не можам да му помогнам на тој човек. Во принцип сметам дека станува збор за очајни луѓе. И не многу ме засегаат нивните, не многу ме допираат нивните размислувања. Особено што за мене и за мојата приватност судат луѓе што не ме познаваат, што не ме знаат. И сега после, арогантен е, ваков е, таков е, у принцип не знам, не можам јас да им навлегувам на луѓето квалификации. Го немам тоа право, меѓутоа мислам дека кога коментираш нешто за некого, барем треба, особено во оној приватниот дел, барем треба да го познаеш човекот за кој што збориш. Како ја кажам, на социјалните мрежи, тоа беше фактички така ја почна црната кампања на времето против мене ВМРО. Пијан држал говори у собранието, тогаш ме прати, ово е пијандура. Ама излезе брендирана ракија, шилеговача, а видиш дека тие некои ВМРО-ски бот што ти коментира долу, тогаш е у принцип се ти промовираш улицом, ти вика па си се напил. Важи бе друже, не е проблем, окей. Мислам ја можам да живеам со тоа. Очигледно дека тој што го работи тоа по налог или го работи зашто може и така веруе. Си има своји размислувања. Окей, нека си размишлјам така, јас стварно немам проблем со тоа. Добро, како му објаснуваш на твоите деца, извини што те прекинав, од све тоа што ќе го прочитаат, тие се возрастни, читаат, гледаат, како дома кој ќе седнете разговарате за? Па не мислам дека треба да им се објаснува зашто не ме знаат. Океј, да објасниш на сопругата, на децата ситуација што они знаат дека нема, најчесто се смееме по дома. Океј, остај го човекот, знаеш, ти земал ти коментира, претпоставljаш дека е некој фейк профил, што најчесто се дешава, или е некој човек што ако му влезеш у профил кој ќе проанализираш кој е тој што ти коментира. Добро, колку кога се појави со тротинет низ градот, прво кој те снимаше и кога се појави со тротинет низ градот, од една страна им и прекосеше на јавноста, од друга страна ги натера луѓето да аплицираат да земат субвенции да купат тротинети, и колку се безбедни улиците да се вози тротинет? Глеса, знаеш, три прашања. неколку прашања. Да не ги заборам. Кога го гледаш тоа дека го прави некој градоначалник некаде у некој европски град, коментарите се види го. Кога тоа ќе го направи скопскиот градоначалник, Бог да чува. Бог да чува. Ама окей, ние сме сивџиски град, окей, ја тоа многу добро го знам какви се Скопјани. И окей. Меѓутоа јас мисијата и идејата што ја имав кога се качев на тротинети, кога тоа го комунициравме со јавноста, ја испунив. Тоа значи дека ги натерав Скопјани да нешто што до тогаш беше релативно непознато и тоа како биде у масовна употреба сега. И ја мислам дека бргу ќе влеземе и во оној градско изнајмување на тротинети како методологија, како начин на користење на алтернативен превоз. Јас сум задоволен со екипава што се луѓето со мене што направивме за изминативе 3,5 години за алтернативното движење, урбано движење. Тоа се точаци електрични тротинети. Најдобро можеш да го видиш у коментарите па што ги има у регионалните медиуми за Скопје. Не знам, у Софија мислам душата имаат извадена на градоначалничката за тоа каков град за велосипедисти е Скопје, каков е Софија да речем. Београд е некоја слична приказка, да речем, Загреб исто така и сите као рол модел го земаат Скопје, што е у принцип добра прича за нас. Го спомнавте Загреб и тука сега ми го наметнавте прашањето околу градоначалникот Милан Бандич кој што почина неодамна и вие многу емотивно се простивте од него. Колку бевте блиски, колку тој беше непосреден, па дури 20 години градоначалник на Загреб? Па добро се, луѓето што Павела ми таму се случува што се случи кај нас. Го судат човек луѓето што не го познаваат човекот. Право на критика на начин на кој што он раководил со нивниот град е легитимно право и тоа е окей.
Дали ќе населат? Требаше да го познавате Милан за да можете да зборувате приватно зборувам, бидејќи нашите дружби надвор од службени доса има и приватни да речем моменти за да може да зборувате за него, колку беше срдечен, непосреден. И ние имавме неколку прекрасни дружби, особено кај год да бев, пошто се дознава и Загреб не е преголем град, само ќе се јавеше Рожа ме викаше на надимак. Рожа дошол си у Загреб и си ми рекол, и ќе доеше барем кафе да се напиеме 15 минути, што е почит, што е човечка почит. И тоа е гледано Милан ми е човечки многу близо. Зборувавме за таа непосредност и пред почетокот на снимањето ми кажа дека немаш обезбедување и дека сам пазариш во маркетите. Да. Како реагираат луѓето, како ти реагираш кога ќе бидат градоначалников сам? Па, мислам дека приде некој да ти каже нешто. Полека се навикна. Ја цел живот пазарам на пазарчето од Авталиџи и таму како се менјаат газдиве на маркетот, па у тој маркет. Ви нудат ли побави овоши и зеленчуци затоа што сте градоначалник? Не знам, ја пазарам на така рече едната иста тезга поише од 20 кусур години и таа тезга и са у принцип се дешава тргаш на кај пазарче, звониш на телефон, ми треба тоа, доаѓаш и спремно е. Тоа се дешавало и порано, се дешава и сега. Или доаѓаш, паркираш, оставаш возилово и им кажеш што ти треба, па благаш у маркет си пазариш што ти треба. Океј, мене ми таа некаква семена рутина. И тоа е океј. Не берувам во обезбедување, зашто ако дојде ред ја да се чувам од Скопјани, тогаш боле да не сум градоначалник. Кога ќе спазарите? Имам шофер сега, знаеш, имам шофер затоа што мора кога трчаш по протоколи, мораш да користиш да речам од тој аспект гледано понекад службена кола, знам со точак да идам, знам со тротинет да идам, некад знам кога ќе се зажелам да си седам ја у кола, да си идам на работа. И често ми се дешава со моја кола без да ме земе шоферот, така што океј. Значи, ја нит се родив градоначалник за да своите животни навики ги креирам визави сегашната функција. И мислам дека е добро да се ги задржи човек оние животни навики која бил условно кажано обичен или нормален, бидејќи сите ние имаме некакви си своји интимни семејства. Сепак сме само луѓе. Така, кога сме ке интимата и ке семејството, сакам да се позборуваме повеќе за приватниот живот. Колку години сте во брак со сопругата? Од 96-та правевме сребрена свадба пред непол месец. Како се запознавте и како почнаваш? Средно, во кое средно учев? Во Бориски Дречици ми кажа, така, во исти клас бевте? Средно Борис и тоа така некако, случајно ли, како викат, кога не ги планираш работите, ти се дешаваат. Така и ова искочи. Бевме различни, она беше, што би рекол Балашевич, со панделка у коса, а ја бев оној бунтовникот. Со долга коса, кој што ишиша. Да, и не знам, така некако. И после животот си ги носи тие некои приказни. Добро, како вашата супруга се носи со вашата со тоа што сте градоначалник, колку е тешко или лесно сега со целата? Не, целото семејство е на известен начин сериозна жртва. Ама буквално сериозна жртва. Зборувам не само за овој градоначалнички период, зборувам и за период портпаролски пратени, 20 дни у собрание и сите тие работи. Тоа не за една фамилија мислам дека не е пријатно. Особено што да речам деловите, не знам, ние имавме семени навики пред да влезам во политика по 40 по 50 дена на море у годината да проаѓаме. Што е нешто што сега едноставно е невозможно да го направиш. И океј, семејството е жртва, меѓутоа ако па немам поддршка од нив и ако немам разбирање од нив, ја не би можел да ја работам оваа работа и благодарен сум за тоа. Знам колка и се жртвите што ги имаат, особено што пак белам го губиш приватниот дел од животот, многу потрагично го губиш времето што можеш да го поминеш со нив, а не го поминеш. А деца растат, нели, знаеш? Тоа деца растат како татко на син и керка, кога сте блиски со вашиот син и со вашата керка и со кого сте поблизо? Океј, сме компактни сме, да, компактни сме во принцип. Керката Симона се викаше? Керката е Симона, синот е Иван. Во исти ден имате роден ден со керката и како рече егејското со еден себав двете работи, како... Океј се таа прича. Јас се зезам, нели, пошто ми е егејско потеклото, за егејците се контраверзиите околу скржавоста големи. И ако да речем тој дел на скржавост, вајда и не сум толку егејско што е. И ја викам, добро, економија.
една забава, два поклона, окей, се таа прича, да. Се зезаме стално со другари, што мисля, уште од деца и кои што се уште сме добри другари, кога се дружиме баш на таа тема и сум предмет на зезање. Баш за егејско и за... Баш заради таа, не. Аха. До тогаш и не бев, пошто Павела не сум ја од тие стереотипите кои што важат, ама како се роди ќеркава, почна да ми го тријат носот со тие муабети. Не ве прашав од кое мало потекнувате и каде пораснавте во Скопје? Растев во Бутел, таму бев до 95-та. Така. Некаде. Бутел 1. Уствари растев во Скопје. Океј, значи не е затоа што не е само малски, се ептен локал патриотски да го гледаш моментот. Знам, јас Скопје секој сум го доживувал на многу емотивен начин. Премногу го сакам овој град. И сакам луѓето да го сакаат градот. Знаеш, ја имам филозофија за градот дека градот е уствари нашата голема куќа. И сега кој што сакаш да ти убаво од дома, веројатно сакаш да ти убаво околу тебе, па мислам дека понекогаш и баш несоодветно се однесуваме ние како граѓани на Скопје кон нашиот град. Кој што не знам, ја пак велам, ја израснав у Чаршија, израснав у МКЦ, во тој сегмент и движењата секојаш биле, не знам, по ние над превари кога бевме деца, народна техника, sad ти ги спомнувам различни делови од градот и од тој аспект гледано мислам дека растев у Скопје, без оглед што мало автоматично ми е буталско. Па добро, каде излегувавте со кого се дружите? Па кажам, Чаршија, МКЦ, што се Добро, кафичи, дискотеки, мислам, како? Џабе ти не постојат тие сега, што правиме мора. Да. Ти кажам, у Чаршија дека си идел у Раф, у Џаџу, у 20 кец, што... Па добро, нека што го гледаат интервјута, ќе се да, посетат ама од да, твојата генерација, не е така? тие кафичи, тоа време беше Чаршија ептен популарна, па Џаро ја отвори естрада, првата летна дискотека, 89-та, а и Чаршијата беше баш онака некоја убава прича која што и денеска е многу убава, ама не мислам дека до крај знаеме да ја цениме и да ја искористиме као потенцијал. Рецимо, не знам колку луѓе знаат дека Скопската стара Чаршија е најголемата Чаршија на свет. Поголема од Сараевската, дефинитивно поубава. Сараевска ми е стереотип на мене. Иако е, па да речам, Сарајливе знаат да си ја рекламираат. Баш Чаршија, ти остане у збор. Кога ќе погледне Скопската е поголема, поубава зашто е оригинална, поголема е од Истанбулската Капали Чаршија. Зарем ја. Да, дефинитивно. Ја увек сум уживал у тие истражувања, да речем условно кажано на тој дел од градот, тие таму мали сокачени Чаршија, разни капиџици кои што те внесуваат од двор у двор. Таа прича секогаш ми била така интересна прича. Кога сакате да се одморите и да избегате од Скопје, претпоставувам дека одите во Маврово. Така. Славната куќа на Шилего. Така, славната куќа на Шилего во Маврово и тука се крена цела фама околу времето кога беа карантините, а вие отидовте во Маврово. Отидов дома. Тоа сакам да. Да, отидов дома. Така. Одите често скијаш? Не скијам, не скијам. На почетокот така здраво паднав што сконтав дека е штетно по здравје. Јас се расчарав сега. Да. Како Не, бе, ќе Маврово не Нема везе, Маврово е прича која што е 12 месечна, ние лошо ја перцепираме. И мислам дека стратешки како држава не знаеме да го искористиме тој потенцијал. Пошто Маврово е едини таков центар помеѓу на 100 км од два аеродрома, например. Што веројатно ти не си размишljал да се гледаш. Значи Скопски и Охридски се на 100 км. И кој што ако го споиш горе со Галичник, со тој дел, де факто е неограничен простор за уживање. И ден денес ми е нејасно, се обидувам да се објасним околу туристичката стратегија на државата, зашто да речем не се продолжат жичарите до Галичник. Зошто, например, не се уште у Охрид немаме конгресен центар, мене ми е тоа нејасно. И мислам дека потенцијалите што ги имаме као држава не до крај ги искористуваме. Океј, сега некои работи ги движиме у поправилна насока и мислам дека полека ќе дојдеме до тие цели. Али пази, немаш ти планински центар со езеро, иако е вештачко, у кој што, не знам, на Галичник можеш до мај да скијаш. Да, сега прават, мислам, бачилото дека ќе го... Не, ама сам ти кажам, насипите од снег се толкави, што буквално мај можеш... Имаше сега во мај имаше снег и на Галичник. И сега ние тоа не го користиме, некојаш па велам, не знаеме да си го цениме доволно нашето и веројатно од тие причини не до крај ги експлоатираме сите можности што ни се нудат околу нас. Тука се.
имаме добар потенцијал за скијање, ама ќе ве прашам, недавно бевте на фудбалскиот надпревар Македонија-Словенија. Како беше после подолго време да се биде на трибини? Убаво, види, ќерка ми е голем фан на фудбал и голем фан на Барселона. Ние у животов, се ти зборам пред политиката, и кога го збориш од политички аспект, луѓето можат погрешно да го разберат. Сме гледале, не знам, преку 20 утакмици на Камп Ноу, наменски. Збориме адвокат Очилигов, не градоначалник. Тоа е добро, за да не е аман. И да после ке зборат вака беше, така беше. И таа, да речам, пасија, да кажам, ја имаме заради неја, јас сум поише љубител на баскет. Ама она како се роди, не знам, уште она славна генерација на Барса која беше, која буквално газеа се пред себе. И од тогаш е таа љубов и пошто имав дадено ветување на татко на ќерка кој ќе вети. Тоа е многу опасно, мора да го исполни, да. Да, и фала му на Бога, пак велам, цел живот бизнисите што ги работиме приватно ни овозможувале од материјален аспект релативно комотен живот за македонски услови и тоа како добар. Сме можеле да ги направиме тие екскурзии, не знам, Дизниленди, не знам, Барселони за утакмица гледање и така. Сега дел од таа традиција, пошто ја пренесуваш и кога си у политиката, на луѓето, пошто првпат си влегол у радар, те приметуваат дека си пошол. Имаше стика, ние гледавме Барса Ливерпул полуфинале на Лига на шампиони. И искочија стики дека градоначалникот бил со семејството, добро, пил со се, но не му било првпат, мислам. Многу битно, пошто во принцип мене ме нервира у регионот во политика влегува луѓе кои што немаат алтернативи у животот, освен политиката, и нагло се збогатуваат, што не мислам дека е во ред. Тие девијаци мора да ги поправиме сите заедно. Ами го интервју, ја ќе те вратам. Не бе, па ме праша, сега знаеш отиде, ама знаеш како? Зато се откажа од кошарката, се Ако одиш на Барса, што не е нормален стандард, мораш да даеш некој образложение. Апсолутно не, се шегувам. Рече дека си љубител на баскетот. Си тренирал баскет, си се повредил и си престанал да играш. Скршив нога, скршив стапало. Тоа било сериозно многу, Скршив така? стапало, да, и така имаше добри 6 недели гипсови чуда, болки. Играше... Слога Чаев. Така? Слога беше тогаш трет клуб у Македонија. Беше работнички што беше као некоја константа, беше МЗТ што влагаше у прва, искачаше у втора лига југословенска, и Слога тогаш беше од републичка у втора југословенска па назад. Некои такви зборам градација на квалитет. И ја на 16 имав професионален договор, ама 2-3 месеца после договорот скршив нога. За жал. Па не, знаеш. Може ке бевте некој познат кошаркар. Е добро, ама може и не. А може и не. За работнички ли земзете навивате, кога сме веќе кај... или нема да кажете? Па ни за работнички, ни за МЗ. Кога зборам се за Скопски клуба. Па не, ни за работнички, ни за МЗ. Ни за работнички, ни за МЗ. Не знам, не ми се створила таа емоција, веројатно се стварала. Пази, баскетот у моето адолесцентно време беше нај спорт у Југославија. Океј? Тоа беа, не знам, Партизан, Цигона, Југопластика, Кој беше идол? Дражен Петрович, може би. Дражен, не можеше да не ти биде идол. Не можеше да не ти така, биде идол, мислам, нема шанс. Ја засакав од таа славна југословенска генерација олимписка од 76-та, Тичанови славни, Чосич, Јерков. Имав многу една убава искуство сите тие луѓе да ги угостам овдека приватно, не службено. Кога Лазо Лечич правеше 80 години, они доја сите, имавме многу убава дружба. Зборам таа генерација од 70-тите и од кај што Лазо ги тренирал. Значи дојде дури Јанакис од АЕК и дојде Дино Раджа. Да речем, зборам од овие што се посовремени и што ги знаеме, ама тука ти беа, не знам, Шоуман, ти беше Дуда Ивковиќ, беше славните имења на југословенска кошарка, прекрасна рече беше. Еве состема пред крај уште 2-3 кратки прашања имам. Кој се грижи за стилот на облекување? Каква облека во принцип бирате? Сакате брендирана или сеедно е што ќе се... По принцип, не знам, мене ми е Кежуал, елегант, како... По кежуал сум секогаш. Сум и формален кога треба да бидам формален. И се тоа во принцип добра облека, да не се лажеме. Се внимавам на тоа, најчесто сам пазарам. Сам пеглам кошули секоја сабајле, да знаеш. Опа, браво! Да.
Така тоа ми е навик од мајка ми на времето. Што рече се, што ќе си носиш, тоа ќе си испегуваш. И тоа ќе ти стане навик и окей се, не се оптоварени дома. Чак што ише и деца се научени на истиот ритм. Па добро, кога сами пеглате, дали сте до ние мажи што готват? Во делот на месото, да. Во делот Во на месото. делот на манџите? Во делот на манџите, пошто сум джимлија, како вика старите, не јадам се и не готвам се, така што месо Дали имате јадам. некој умилен рецепт кој што им го готвите дома? Не без зависи, сега, знаеш, месо знам стварно добро да направам. На скара? Ама стварно, Или на- не само на скара, сега. Вест на скара шо? Да те наскара. Ма нема филозофија у скарата, така? Се шегувам, да. Да испечеш добро парче месо и да го направиш тоа да биде кој што треба, поголема да речем уметност. Еве, сустема за крај, неодамна се отвори, да не заборавам да го спомнам, Динопаркот во Золушката градина, неколку илјади посетители имаше за многу кратко За време. 5 дена 13.000. Така, го најавивте, навистина ли очекувате да биде регионална атракција? Е, Така? е веќе. А мислам дека поголема атракција ќе биде забавниот парк. А, еве, сега тоа беше последното прашање со кое што Претпоставам. да го завршам. Океј, значи тендерот за проектирање е веќе во постапка. Ние би требало као град да го добиеме некаде у август испроектиран. Го најавивме, требаше да почнеме лани. Фати пандемија. И сега немаше никаква логика здраворазумска да почнеш да градиш нешто во услови кои не знаеш што се дешава и кои што се уште забавните паркови во Европа не функционираат. Значи, ќе се десеше да даеме 10, 11, 12 милиона евро, отприлike тие се цените за да го направиме, за да личи сосема поинаку. Нема да е Луна парк, значи ќе тематски забавен парк, многу посериозен квалитет. Впрочем, квалитетот за кој што јас се залагам се па ме врати у политика, ти. Да, сега е. Океј, добро, е овој квалитет што го имаме во Динопаркот. Тоа е сериозно многу поразличен од сите динопаркови што ги имаме во регионот. Ја кога ги донесов и кога го видов, ја го им реков ја ова не ви го отварам. Пошто тоа личеше на аутоплац за диносауруси, само наредени. Мораш да доловиш моментот, амбиентот, сите тие работи. Не знам, забавниот парк у Скопје ќе биде таква една инсталација или таква забава која што ќе понуди целодневно згрижување на семејството. Значи, ние како концепт тоа го представивме некаде во 2018-та, меѓутоа пак велам не можевме да влеземе да го имплементираме затоа што се деси пандемијата, сега се тие околности полека надминати и некаде во август ќе го презентираме всушност и визуелниот изглед на тоа што ќе го добиеме. Малата тајна е дека ќе имаме некаде преку 280 метри тобоган. Тоа е супер. Ете ти ексклузивно Так, сега, ексклузивно. Ама нема да одам со тој наслов. Зашо? Се шалам. Не, нема везе. Се шалам. Нема многу големи тобогани толкаде. Не знам. Супер. И тоа бајаги скапа работа. Сега ќе те прашам дали ќе постани продавницата за пирошки, може би малку пореновиран. Не. Нема да има дискотеки, нема да Аха. има таков тип на продавници, ќе има ресторани, ќе има тој тип, значи Ништо од пирошките оние, Ништо од пирошки. од нашето време, од Ништо твоето од време. пирошките, Да. пирошките ќе мора. Ќе може, веројатно ако газдава што е конкурира па добие дел од рестораните таму, па нека ги продаде пирошките, што не е проблем. Ти благодарам што доби време, ти благодарам на убавиот разговор што беше гостин во Фала ти, студиото на Сандра, фала, Репортер. поздрав за гледачите, фала пуно.